А сега поздравете го председателот на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Крива Паланка, Љупчо Николовски. Добро вечер, Крива Паланка! Добро вечер, драги пријатели! Крива Паланка вечерва крева глас. Крева глас силно. Крева глас против изместените вредности и пореметени умови. Крева глас против ароганцијата, против самомендисаноста, против цинизмот, лагите и суетноста. Крева глас за развиена урбана и европска Крива Паланка. Крива Паланка крева глас за да има градоначалник каков што треба да има, чесен и одговорен. За да има советници кои што се квалитетни, кои што се вредни. За да има професионална општинска администрација која силно ќе работи за општината. Почитувани, целото раководство на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, овие 2 дена, сабота и недела, беше во Кривопаланечко и во околните места. Одевме од село во село, од куќа на куќа, од човек на човек. Разговаравме за проблемите и маките на граѓаните. Ги запишувавме проблемите, ги запишувавме и евидентиравме нивните предлози и идеи за подобра иднина. Така и ќе продолжиме во наредните 8 месеци, се до изборите и после изборите. Обичниот човек крева глас за нови вредности, за разумно однесување, за враќање на нештата таму каде што им е местото. Се со една цел, да се живее нормално, а работите да бидат логички нормални. Ненормално е луѓето да заминуваат од Крива Паланка, а секој втор дуќан да се стави клjuč и да се изнајмува. Ненормален е стравот на кривопаланчани од нарачаните инспекции, од праќаните инспектори, од казни и од извршувања, од давачки, стравот од огромни сметки, стравот од огромни кредити и камати. Ненормални се уцените и притисоците на работните места, заканите што ми се прават на социјалните случаи и на маргинизираните групи, уценувањата на учениците и на студентите, нелогична неликвидноста и уништувањето на фирмите и стопанството во Крива Паланка. Нелогично е најсиромашната општина да има милионер за градоначалник. Да има градоначалник кој што нема апла визија за градот, кој што нема тим со кој што работи, а работата во секоја сфера да зависи од полуписмени партиски послушници и војници на власта и на градоначалникот. Нелогично, драги сограѓани, но вистинито е што во Паланка полицајци, командири и раководители се занимаваат со шумарство. Инспектори и магационери го водат здравствениот дом и ја диктираат политиката и науката во медицината. Осмоделенци ја водат локалната самоуправа, почитувани граѓани. Затоа сме ние тука, и млади и стари, и пензионери и студенти, затоа што нема повеќе време, зашто повеќе никој нема комоција да се игра со нашата судбина. И ако некој мисли дека со било што ќе не спречи, однапред да знае дека одиме до крај во оваа битка, со сета сила, со сите млади, со сите возрастни, со сите активисти кои што се секој ден поголем на број, со сите граѓани кои што секојдневно се зачленуваат во СДСМ и стануваат поддржувачи во Крива Паланка. Затоа што направивме општинска организација која е бренд
за општинска организација на една политичка партија. И така ќе продолжиме. Ќе продолжиме затоа што не знаеме кои се приоритетите на оваа власт во овие 3 години, во овие 6 години како централна и локална власт. Дали е тоа што локалната самоуправа ја претворија во волонтерски клуб и во партиски штаб? Дали им беше целта само да се променат имињата на улиците, наместо да се асфалтираат нови улици таму каде што не се? Или да ги присвојуваат туѓите проекти на претходната власт и на професионалната администрација која што ги работеше во претходниот мандат? Или им беше целта да го сторат овој хаос и партизација во образованието, овој ршум во здравството што го направија во Крива Паланка? Тука сме да ги подсетиме и да прашаме каде се ветувањата кои што ги дадоа и пред 6 и пред 3,5 години? Каде е индустријската зона во Крива Паланка, на која нива ја изградија? Каде се новите фабрики, новите погони, новите работни места? Каде е топланата? Каде е гасификацијата? Каде се туристите на Осоговието? Каде е новиот градски плоштад каде што сме вечерва собрани? Каде се новите канализациони системи, новите водоводни канализации, новите капитални проекти и инвестиции во градот? Да ги прашаме, каде се новите факултети што ги отворија, бидејќи ги затворија? Ништо нема, почитувани граѓани. Овде ништо не се случува. Се работи само единствен проект. Тоа е зградата пред општината. Во срцето на градот го зема местото пред општината да прават деловна зграда. И ние тука не прашуваме дали е тоа законски, бидејќи тоа не интересира. Ги прашуваме граѓаните и ги слушаме кои што велат дека тоа е ненормално, тоа не е морално, тоа не е логички да се прави во срцето на градот без да се платат комунали, без да се плати земјиштето, но тоа е веројатно. Прашуваме дали тоа е цената на градоначалничкиот мандат на милионерот. Дали ова, почитувани граѓани, не е криминал поголем и од детонатор? За ова сум сигурен дека некој многу бргу ќе одговара. Ако не од некој друг, народот ова дело ќе го казни и на ова дело ќе му пресуди на сите креатори кои што се внатре во него. И почитувани, слушате го ова, додека бевме ние по селата, по сите 40 населени места, додека се среќава целото раководство на чело со председателот Бранко Црвенковски, со сите граѓани, додека нашите активисти и раководство преспиваше во куќите на наши поддржувачи, ги слушаа маките, прашуваа за проблемите, немајќи идеја, немајќи визија што да прават во Крива Паланка, како да ни се спротистават на најдобрите можни решенија кои ги вадиме во моментот, како што е доктор Гора Младеновски за кандидат за градоначалник. Што направија? Никој не им се напати да одржи пресконференција, сем едно мало млад човек од една комунистичка фамилија, како прочем и сите други, од директорска фамилија со 2 директори, вработен од ВМРО ДПМН, и што кажа, со што се пофалија, што критикува. Се пофалија со премин граничен до Босилиград. Го отворија, ама пат не направија. Се пофалија со привилегии за студентите, а отворија 2 факултети и ги затворија. Се пофалија со компјутер за секој дете, а сите знаеме која пералница на пари представува овој проект. Се пофалија со отворање на наводни фабрики, сите знаеме како ги брка инвеститорите од градот. Се пофалија со Тораница, демек ја отвориле, сите знаеме кога се отвори и во кое време беше тоа пред да дојдат на власт. Се пофалија со 550.000 евра реновирање на школите, сите знаеме дека тоа е дело на претходната власт. Затоа сме ние тука да им покажеме, да им кажеме со што може да се пофалат. Со тениското игралиште од 3.000 евра, со културното лето, со пифтијадата, со прошетките во странство, со огромното задолжување на општината и со криминалот во ЈП Комуналец.
И дојдоа тука со цел да го искритикуваат председателот Црвенковски, но тука, од ова место, ќе им повториме кои се делата на СДСМ во претходниот период. Еден од најголемите капитални објекти. Уште кога овој дечко што држеше пресконференција не бил роден, председателот Црвенковски со Киро Глигоров ја пушташе обиколницата позади нас. Со целосна експроприација и со целосно изведени решенија и мостови. Го пушташе меѓународниот терминал на ДВ Баир. Ја пресече третата лента на патот до ДВ Баир. Отворивме фабрика за вода, базен висока зона десен брег. Ја реконструиравме цела централна градска улица Маршал Тито. Ги реновиравме школите преку проектот. Направивме многу канализациони системи. Повеќе од 1 милион евра се потрошија за водоводи. Се направи нов зелен пазар и доведовме гасификацијата до пред Крива Паланка. Направивме замена на азбестните цевки во вредност од 500.000 евра. Направивме нова автобуска станица. И има многу, уште многу што да се зборува, што Бранко Црвенковски СДСМ ги направија за Крива Паланка. А има уште повеќе факти, уште повеќе аргументи дека ова власт работи тотално без концепт, без тим, без знаење, без умешности. Но има уште само 9 месеци до моментот кога тимот на СДСМ, предводен од градоначалникот доктор Гора Младеновски, на локално ниво, по примерот на Карпош, Струмица и Куманово, ќе им одржи лекција како успешно се менаџира општина и како не се зборува само за културни лета и прошетки во странство, туку за капитални инвестиции и големи проекти. Крива Паланка, почитувани, од ова вечер крева глас и за. Крева глас за идниот градоначалник на Крива Паланка. Кога разговаравме со младите, каков градоначалник сакаат, ни рекоа некој кој би бил наш идол. Динамичен, флексибилен, спортски настроен, музички надарен, со предприемачки дух и сен за потребите на младите. Повозрастните ни рекоа да има чувство за нормалните потреби на еден човек и да помага. Пензионерите ни рекоа да биде разумен, со големо срце и душа. Некој рекол, важно е дома да те сакаат, на работа да те почитуваат, а во градот да те поздравуваат. И тоа сите да те поздравуваат. Тоа е доктор Гора Младеновски, кандидатот на СДСМ за иден градоначалник на општина Крива Паланка. Него сите го сакаат, него сите го поздравуваат. На него никој нема конкуренција. Почитуван, честен, успешен, зрел, семен, со големо животно искуство, со професијата и спортот во срцето, со музиката во душата, без црна дамка на неговата личност и на неговото семејство. Човек кој покрај големите можности, отворени врати, не надвор од Крива Паланка, надвор од Македонија, реши да остане тука да работи за нашиот град и за луѓето тука. Човек за кој сум убеден и уверен дека знае и може и да остане доследен на својата професија, но уште повеќе да направи големи дела за Крива Паланка и за сите граѓани. Почитуван докторе, среќни сме што те имаме за кандидат за градоначалник. Почитуван председателе Црвенковски, со авторитетот доктор Гора Младеновски, Крива Паланка оди на сигурна победа. Одиме на голема победа!